Новолинковско вклучување на редниве минути. Колегата Мартин Николовски е подготвен со својот соговорник. Денешниот ден е меѓународен ден на ромите, востановен на 1990 година на Светскиот конгрес на Меѓународната унија на ромите во Полск. 35 години од востанувањето на денот. Што се промени? Кои прашања остануваат се уште отворени и треба да ги дискутираме гласно во насока на промена и унапредување на правата на нашите сограѓани роми? Мартин, одговорите ги бараме од тебе. Да, токму така, 8 април, меѓународен ден на ромите, а тоа е и причината за да го посетиме денеска екипата на Македонија наутро да го посети Институтот Ромалитико во Скопје, а наш денешен соговорник е Суат Скендери од Институтот Ромалитико. Суат, добре дојдовте во Македонија наутро. Кажете ми зошто е важен 8 април за ромите? Најпрвен добро утро, поздрав до вашата телевизија, ви благодарам што сте денес тука. 8 април представува ден кој што за ромската заедница представува среќен ден, затоа што всушност денес во 1971 година се направи првиот ромски конгрес, каде што обележјата на ромската заедница, односно на ромската нација, транснационална нација, се беа поставени. Тоа е химната, знамето и поимот ром, односно роми, кој што на ромски јазик значи луѓе. Представува еден ден каде што повеќе години наназад се пробало на некаков начин, да речам, да се организираат ромите во еден заеднички состав, да се постават темелите на нацијата и 8 април во 1971 година во Орпингтон, близу Лондон, се собираат фактички ромите од сите држави на едно место за да го направат овој прв светски ромски конгрес. Джелем е химната на ромите, а позади вас е и знамето на ромите. Суат, вие завршивте високо образование во Будимпешта, меѓутоа кога станува збор за интеграција на ромите во македонското образование, каква е ситуацијата и дали има подобрување? Би рекол да, затоа што низ годините, ако ги споредиме годините наназад до ден денес, многу од ромите веќе имаат високи квалификации во однос на образованието. Имаме доктори, на науки, имаме магистри, имаме деца кои што завршуваат средно и високо образование. Со оглед на тоа дека интернетот ги донесе и новите можности за стипендирање на Erasmus+, на размена на студенти, и поддршката од страна на државата и на приватните фондации со стипендиите, се повеќе имаме тренд на деца, на студенти кои што го завршуваат нивното образование. Сепак не е се така розово, се уште имаме проблеми во делот на образованието. Имаме деца кои што се уште се надвор од образовниот процес, но тие бројки се намалуваат за среќа и ромите стануваат се повеќе и повеќе образовани. Голем дел од ромската заедница во Македонија живее во населби со субстандардни услови, како пример ќе ги посочам населбата Бајре во Битола, потоа Тризла во Прилеп, Света Недела во Штип. Како да се подобри живеалиштето и домувањето на ромите во Македонија? Така, значи домувањето представува една од горливите теми кога зборуваме за ромите. Точно е, дефинитивно тие населби се населби кои што се најмногу населени од страна на ромската заедница. Конкретно, наше мислење е дека конкретно треба да се посвети малку поголемо внимание во делот на домување, затоа што домот, образованието, доброто здравство и вработувањето се клучни теми за ромите и интеграцијата на ромите во општеството. Мислам дека во делот на домување треба повеќе да се обрне внимание во инфраструктурата, во легализирањето на домовите, во можностите ромите да живеат во исти услови како што живеат и другите заедници во државата.
За крај на нашиот разговор постојат за жал стереотипи и скриена дискриминација кон ромите во Македонија. Како да го искоренеме тоа? Стереотипите, односно дискриминацијата, представува еден хоризонтален проблем кој што може да се најде во речиси секоја од сферите во јавниот живот. За жал постои и ние се бориме деноноќно против тоа. Моја препорака е малку повеќе да се запознаат граѓаните со ромската заедница во оваа држава, затоа што кога ќе се запознаат ќе сватат дека не се ниту тие нешто поразлични, ниту ромската заедница нешто поразлична од самите граѓани на државата. Мислам дека стереотипите и дискриминацијата најдобро се елиминира од мали нозе, од градинка, во образование, во здравство и сите останати сфери. Мислам дека заеднички институциите, граѓанските организации, самите граѓани, мислам дека треба малку повеќе да бидат сензибилни за различностите во општеството и мислам дека тоа полека, но сигурно може да се искорени од македонското општество. Суат, ви благодарам за одвоеното време и гостувањето ова утро во Македонија наутро. На крај дозволете ми да ви го честитам светскиот ден на ромите. Ви благодарам многу, ви благодарам што сте денес тука. Бахтало 8 април, машкарте мутно диве Роменгоро. Така, чувме и честитка и на ромски јазик. Разговаравме со Суат Скендери од Институтот Ромалитико во Скопје, а поводот е 8 април, светски ден на ромите. Студио? Го честитаме, Мартин, и ние меѓународниот ден на ромите. На хартија имаме сите исти права и обврски, само ако говориме гласно од сите нас зависи дали ќе може да ги имаме и да ги чувствуваме овие права и во пракса и во секојдневниот живот. Благодарам за линковското вклучување и разговорот.